И денес во студиото на Репортер имам супер гостинка. Освен што долги години е дел од јавниот живот, е одлична муабетчика и она што мене посебно ме импресионира е што цело лето го помина во 6 часот на точак на Кейна Вардар. Снеже Велков, гостинка со мене во студиото на Репортер. Добре дојде. Добре те најдо. Драго ми е што си тука. Цело лето го помина на дури уште сабајле пораката што ми ја нормално, тоа е вообичаено време за станување и за комуникација моја со луѓето. Така. И отпосле од кога ќе видам дека сум пратила порака на пример во 6 или некогаш во 5 и пол, и викам чекај што ќе се помислат луѓето или дека ќе ги разбудам, нели? Меѓутоа јас сум задоволна со тоа. Ама пошто знаеме дека на Инстаграм постојано споделуваш видеа дека возиш точак, знаев дека се спремаш за возење точак, возиш ли ова сабајле и колку всушност стануваш за да одиш да возиш и која рута ја возиш секој? Секоја сабајле се будам околу 5:30, односно кога ќе изгрее сонцето, и будењето ми е буквално со изгреот на сонцето, со изгревот на сонцето, затоа што ми се кренати ролетните и однака автоматски така се будам. Значи се спремам веднаш, тоа значи дека еве препорака и за сите, не се туфкајте и немој уште 5 минути, уште 10 минути, тука ми стои опремата, ама се облакам вака на невидено, на неизмиено. Се облакам, да, се облакам, значи тргнам, тргнувам, обично излегувам околу 6:15 или 6:30. Го сакам тоа време заради тоа што тогаш Скопје е најубаво. Мирно е, тивко е, можете да ја осетите убавината, можете да си ги слушнете мислите со кои што се соочувате во текот на денот, а движењето ми е окей, или генерално, пошто живеам во Тафталиџе, значи од Тафталиџе некогаш низ центар, до аеродром доле до хотел Русија, па назад до Влае, таа рута е од прилика 20 до 22 километри. Секој сабајле. Сега ќе те вратам малку во детството во Македонска каменица. Ајде. Кога првпатот кај Македонска каменица дојде во Скопје и како е да се живее во Македонска каменица, пошто е позната Македонска каменица? Беше многу убаво да се живее таму. Јас и ден денеска се враќам таму. Мислам се уште имаме нели имот. Да, имаме имот, се враќам таму, многу е убаво затоа што таму кај што си израснал и мирисот на детството нема шанси да ти побудат лоши спомени, заради тоа што секогаш има нешто убаво, а најубавото е кога си бил дете. Значи кои сте мирисите на детството? Извини сега тука. Знаеш како има една манџа мајка ми што ја правеше. Епа добро сега. Да, има една манџа мајка ми што ја правеше. Ништо посебно, беше со компир, ама толку, значи ден денеска ме потсетува на тоа и баба ми која што е покојна исто така знаеше да направи баници се викаат тие во каменица. Така да тоа е и она безгрижното и трчање по ливадите и собирање сливи и собирање јадење јаболки и уште од тогаш јас возев точак со другарка ми таму од каменица, значи она имаше BMX, мислам, ја имав пони точак, ама во тоа време немав собствен, затоа што се знаеше, брат ти го вози, па ти го наследуваш. Кога дојде во Скопје, која година? Во Скопје дојдов со тоа што се запишав во средното медицинско училиште. Рачунај, ако се 40, значи сум дошла пред 26, на 14 години. Медицинско училиште, зошто не се запиша на факултет за медицина, туку отиде да учиш италијански јазик? Татко ми, а и генерално цела фамилија сакаа да имаат некој доктор во фамилија. И изборот падна на Снеже, затоа што ги имав сите петки, затоа што бев одличен ученик и каде ќе се запише Снеже, некем да бидам доктор, али може ли барем да бидеш завен техничар, демек дај барем стоматолог. Нема проблем, ќе ви исполнам желбата и буквално така. Не на собствена иницијатива, не на собствена желба, затоа што јас секогаш сакав да бидам или учителка, сакав да бидам или да бидам јазичар, филолог и така натаму. Така се запишав, го завршив со фантастичен успех, значи, меѓутоа понатаму, на мои полни 18 години, одлучив дека јас сега ќе бирам што сакам. Значи, татко ми ден денеска знае да ми замери, зашто не отиде да си бидеш стоматолог, едно столче ќе си купев. И одлучив да се запишам на италијански јазик и книжевност и тоа повторно пресметано, затоа што сакав да се занимавам со новинарство, ама не доаѓаше во обзир запишување на факултет по новинарство, не знам што и како, сепак ти треба занает, окей, добро запиши се на италијански јазик, сепак имаш некакво занимање професор по италијански јазик и книжевност, ама јас видов броев таму колку испити има топ. Дали ја можам да се занимавам со новинарство тука? Може. Окей, пресметано, идам на италијански јазик. И сега веќе сама ми го наметна муабетот околу телевизијата и новинарството.
во јавноста и на медиумите прв пат се појави со емисијата Ред Хот. Да. Како беше да се биде Ред Хот, да се биде дел од Ред Хот емисијата, да се биде популарен во тоа време и тогаш беше Снежа Стојковска, извини. Да, Снежа Стојковска, да. Стојковска. Да, и тоа бев Снежана Стојковска, која што звучеше како не знам. Снежана Седомте како може понако да звучи Снежа. Снежана Стојковска звучеше како некоја професорка или некоја постара италијанска жена, да. И тогаш, значи, пошто го снимавме во Томато и бана рече дај малце да го смениме тоа Снежа, не бива Жане да бидеш, ќе бидеш Снежа. И однак беше Снежа Ред Хот. Така бев со име и презиме Снежа Ред Хот. Снежа Ред Хот, да. Јас имав зацртано уште од каменица дека јас сакам да работам на телевизија и буквално пешки, значи нема тука никој да те препознае, кој ќе ме препознае мене, еден од не знам колку деца дојдено од внатрешноста, нели? Сега баш мене ќе ме препознаат дека јас сум. Значи имавме, сега ќе ти кажам неколку аудиции беа. Значи ги читав во весник аудициите. Се бара водител за тоа и за тоа. Од Снежа се појави на таа аудиција. Се појавив на една аудиција, се појавив на втора аудиција, на трета аудиција, секаде ме одбива. И кој ќе препозна Снежа? И не се после има на толку одбивање? Не, затоа што јас знаев дека таму треба да отидам. Да. И да, и бев сигурна дека ја во тоа ќе успеам, знаеш, ништо внатрешно на тетера. Тогаш имаше агенција, прва агенција за лица, направи Наталија Грубовиќ, Натали, да. И тогаш јас се пријавив таму. И буквално они освен тоа што бараа нели модели, не можам да бидам модел, пошто нити имам висина. Да. И од незината агенција буквално се зема лица за на телевизија. И тогаш веројатно го препозна и мојата желба, ја препозна на самата аудиција, меѓутоа веројатно како лик им одговарав и тогаш отидов во Томато продукција и така почна се. И сега само тука ми наметна едно прашање, кога рече, ама знаеш, јас одев пешки, каква ти беше адаптацијата од Каменица во Скопје, да речем? Имаше ли моменти кога сакаш да се вратиш назад и кажеш шо барам јас овдека? Не. Или па ќе кажеш точно знаеш што сакам? Не, да се вратам назад не, меѓутоа адаптацијата ми беше тешка од типот што нели сепак Скопје е голем град. Значи ние доаѓаме од Каменица кај што јас се смеам, семафор немаме ние. Нема у Каменица семафор, на пешачки немаш, автобус да чекаш немаш. Значи, буквално тоа е еден скроз сосема нов начин на живот. Не сум била никогаш, затоа ти кажувам. Еве ти кажувам како е. Иако тоа понекогаш е добро, нели немаш ни семафор, немаш ни. Да, сигурно е добро. Значи, кога доаѓаш тука, првенствено се соочуваш со стравот дека си оставен сам, заради тоа што јас и брат ми сами живеевме, значи тука. Моите родители не беа, си работеа во Каменица, не можеа, немав никој. Мислам, имавме роднини кои што не можеа буквално секој се бајле да ме носат, нели, ај сега на школа. Так. И многу ми беше, една од многу битните работи ми беше што секогаш одев прва смена, затоа што ако требаше да одам втора смена. И ако требаше да се враќам навечер, јас се мислев дека некој мене ќе ме нападне, ќе ме убие. Не знам што ќе ми се случи и на почетокот си знаев, морав да си ги бројам станиците. Влегуваш во автобус, 57-ца одеше, значи во автокоманда живеевме. 57-ца одеше до државна болница, таму нели е средното. И јас ви си броев. И вака, и цело са бајле, значи онаква лиляко промашам, чеки се што е. И од таму се враќав назад. И тоа цела година, прва, средна, никаде не мрдав. Од страв. Стравот лозијето си го чува, да. Но, од друга страна, ќе ти кажам дека мислев дека адаптацијата е многу важна со тоа што ќе ги прифатам правилата на однесување на големиот град и првенствено дека ќе почнам да зборувам не скопски, меѓутоа литературно. Затоа што можеби сега не е толку изразено, меѓутоа во тоа време зборувањето на дијалект значеше буквално нели провинцијалец, види го како збори, значи во тоа време така беше. Така да јас уште од тогаш си врзав во крпче дека јас треба да зборувам литературно и вежбав пред огледало, читав, да се изразува. Сега пробувам да ти пофатам малку од дијалектот, ама гледам дека баш зборуваш литературно. И дури се зезам со маш ми, пошто не знаеше дека нели сум од провинција. И ми викам те зезнав со дијалектот, замисли да ти зборев. Да ти зборев каменички. Од треската. Чекам да ти се лизна нешто. Викам, пошто на стар Скопјанец, викам, нели старите Скопјани, многу е тешко да влезеш во такво семејство, викам, ја тебе таа зезнав, се омажив за лична карта, така да тоа е тоа. А мислам дека е битно и денеска да се негува македонскиот литературен јазик колку толку за да знаеме
Ама морам да ти признам дека никој то волку искрено и волку пластично не објаснил како е да дојдеш Ама немам што да кријам. Од мал град во На вистина, немам што да кријам, сум се соочила, например, пази, ние не сме имале надпревар таму во Каменица кој како ќе биде облечен. Мене ми се случувало и 3 дена поред да идам во иста облека, не затоа што сум немала, него затоа што немам поима како треба да се облечам. Не знам, па учиш со текот на времето, па нели како да се покажеш. Значи, тоа се работи кои што многу ми е драго што ги поминував на тој начин, знаеш, не ги прескокнував циклусите и да ме погледнат нели онака, па да ми кажат демек видео па од кај дојдена што е. И тука се соочував да речеме со проблем поради тоа што ја не можев нели да се истакнам нити со облека, нити со не знам што, и онда јас си го најдов. Мојот клjuč тоа е дека учам добро и дека сум квалитетен ученик. Значи знаев да си се посветам. Имавме една многу строга професорка по хемија, се викаше Подолешева. Значи мислам дека првата година никој немаше петки. Ама ја многу учев и пошто си ја сакав хемијата и тогаш некако така се знаеш се завртеа и видоа дека знам да нели добро учам, па на тој начин некако ги освоив. На фора ги фати, значи. Па, не знам дали е фора, меѓутоа знаеш како научија дека имам квалитет кој што може да го ценат и понатаму многу полесно беше нели да им се приближиш и во тоа да им кажеш и каков човек си, што си. Оти ние децата се многу сурови. Од типот, ако не му се свиеш, ама немаш што ништо да го придобиеш, он те вика видима каква си исчупана. Мислам дека тоа ниво, значи додека да се стекне една свесност, го имаат сите таму некаде после средно образование веќе се градат други односи па други вредности. А во тој случај ако ти си не одговараш за друштвото, нема да те примат во друштвото. Бев покрупна, не им одговарав, мислам, згодни, млади. Ја не бев таква. Значи јас бев крупна девојче, како што ти реков, од Каменица. Девојче од Каменица, или која ме прашува. Извини, кај е тоа Каменица на крајот на светот? А јас се зезам, го има и во театарската представа Мама е кој прв почна, значи буквално кога има една реплика, реченицата е кај да ме носиш, од типот да ме носиш на крајот на светот, носиме бе ваму, носиме таму, носиме бре у Македонска Каменица, толку е крајот на светот, да. Така да се сеќавам со насмевка заради тоа што и да сум имала трауми, сум ги надминала и така треба сите да настапуваме, од ја ако се жалам или колку ми било тешко, нема напредок. Мајка си на 2 деца? Да. Како се справуваш? Едното пред емисијата ми кажа 16 години е поголемиот син, помалиот? 10. 10, како се справуваш сега со тинеџерот и претпоставам дека ти е полесно со 10 годишниот? Дали си строга мајка? Јас сум мајка, јас се доживувам како строга мајка. И идам по оној стариот принцип дека мајката е мајка и родителите се родители и не треба да бидеме ние другари и најбољи пријатели со децата затоа што така и ќе ме доживуваат. Со најдобриот другар он може да се зеза, он може да не му одговори на телефон, он може да му рече бе брат ај батали ме остави, со мене не може така да се однесува и затоа мислам дека ние родителите треба да им бидеме авторитет. Од друга страна, исто сум поборник на тоа дека мора да ми се обраќа со мамо, односно со тато. Не го почитувам тоа да ми се обраќа со име. Сопругот е малку по лајт и е по другарски има однос со големиот син, сега заради тоа што е тинеџер, па они меѓусебно си кажуваат тајни, си се доверуваат еден со друг, меѓутоа секако ги дознавам тие, но добро е што нели син ми нашол дека може да зборува со татко му и секогаш таткото е добриот, мајката е лошиот полицаец, ама добро ја играме таа улога кај големиот, кај малиот па е обратно, така да балансираме. Доживуваат ли како јавна личност, како големиот сега веќе почна и така знае да ме потпраша, нели мамо, кога ќе ти продолжи емисијата, мама што е? А малиот за него сум му мама. И таква сум си, дури кога ќе ме види на телевизија или нешто ќе му пуштам да види на YouTube, го гаси, затоа што не ја сака таа која што е таму. Он ме доживува така како што сум си нели по дома или вака кога ќе ме види средена дотерана сминка, не ќе ми рече ништо, ти си ми различна. Со Дарко колку години сте во брак и како почнавате љубов? Оваа година ќе бидат 16 години, значи 2006 се земавме. На 27 август правевме свадба. Како почна? Телевизиски. Телевизиски те видел на телевизија или како беше приказната, што не ја знам до крај? Наводно ме видел на телевизија, тогаш ја водев Ред Хот, ме видел и наводно му рекол на татко му, оваа ќе ми биде жена, така ми рече. А се случи тогаш да неговиот
братучет, живееа заедно, беа цимери со продуцентот на мојата емисија, односно на Ред Хот, и се договориле да Дарко дојде на гостување во Ред Хот, а приказната да биде работа преку лето, односно поради тоа што има агенцијата за вработување, вработување.com, а приказната да биде како можат студентите, односно средношколците да заработат во текот на летото. И доаѓа Дарко вработување, да се запознае, со намера доаѓа ни да го испромовира производот, така да тогаш дојде и се сеќавам дека и тогаш беше и ми даде чоколадце. Тогаш Снежа се уште не беше алергична, барем така мислам, ми даде чоколадце и ми викам кој знае што се стави во тоа чоколадце, некоја магија ли било, и генерално од тогаш почна нашата дружба, да речеме, затоа што многу набрзо ја заминав во Италија како стипендист, односно како апсолвенти идевме на еден месец или 3 месеци ни беше платено студирањето во Перуџа, како на дополнување на овдешното студирање на универзитетот. И таму бев и беше одлуката ќе останам таму или ќе се вратам. И во моментот кога се одлучуваше дали да продолжи Снежа за Рим или да се врати во Скопје, се врати во Скопје. Така да, и остана. Ден денес се со Дарко. Да. Рече, не можам да одморам од спорт. Кога го договаравме интервјуто, ако се сеќаваш да правиме муабет, ама Снежа, нели вежбаш пилатес? Ми велиш некогаш вежбањето досадува, па точеков сега ми дојде како идеална замена за тоа. Колку години вежбаш пилатес? Пилатес почнав да вежбам исклучиво заради постпородилната потреба некаде да се издувам и да имам нели некаква друга интеракција, затоа што кога се породив со првиот син, значи таа 2007 година, генерално ми недостигаше дружба со луѓе и така натаму, и значи си го открив пилатесот како дисциплина, и значи од 2007 наваму јас не сум запрена, значи колку и да се тоа години, 14, 15, како и да е, нели? Значи тоа е таа дисциплина. Но во одреден период досадува заради тоа што и вежбите се повторуваат. И интеракцијата со луѓето е идентична, затоа што сите ние сме влюбеници, па сме тие. Па ти треба малце оддишка, ама ја спознав оддишката на поинаков начин, си го повредив коленото. Така да морав да побарам некоја друга дисциплина, која што ќе ми одговара, во тој случај тоа беше велосипедизмот. Еве сега во последно време гледам дека и јогата многу ја засакувам, заради тоа што можда годините ми дошле да се одморам. Ти си инструктор по Да, инструктор по пилатес. Сега сега правам пауза заради повредата на коленото. Меѓутоа 5 години мислам дека држав часови во Powerhouse. Ги практикувавме тие некои комбинирани вежби, се викаше Power Pilates, продолжија значи ги тераат девојките. Така да и тоа чувство е многу убаво, затоа што ги правиш среќни девојките кои што доаѓаат, и не беше првенствена мојата мисија, не беше да ги натерам да услабат или не знам што, затоа што не секогаш тоа им е мотивот. Но на крајот од тренингот да бидат среќни и да си отидат дома среќни и задоволни. Оставаме пред врата, све им викам, оставете проблемите дома, децата, сопругот, ненаправениот ручек, оставаш пред врата, влагаш тука 1 сат само за тебе. Тука морам да те прашам, кога спомена Powerhouse и пилатесот, да те подсетам на Ирина Митеска, која всушност беше пионир во оваа работа, и мислам дека таа е прва која што го донесе пилатесот во Македонија. Колку те погоди нејзината смрт и дали после тоа решивте да го задржите брендот и она што тоа успеа да го донесе тука? Точно, Ирина е пионер во пилатес дисциплината и таа е прва која што го донесе пилатесот во Скопје, во Македонија. И знам дека ми раскажуваше, значи на почетокот сите што е тоа пилатес, се од каде, знаеш? И многу е било тешко нели да го воведе, па викала еден вид на аеробик, немало јога и така натаму. Меѓутоа си ја разви таа дисциплина и многу ја сакавме, многу ја уживавме кога ги одржуваше часовите, заради тоа што стварно го работеше тоа со страст и стварно од љубов и стварно од голема желба да го пренесе и да ни влијае на сите нас. Не викаше нашите згодници, и така некако ни остана тој термин ние меѓусебно да си го практикуваме, и стално викаше можете издржете. Ајде, тргнуваме, правиме и со тие елегантни движења, затоа што има завршена балерина беше, и незината елеганција, и сите некако по неа сакавме и тоа елегантно држење и така натаму. За жал, јас не сакам да кажам дека нели не го спомнувам тој збор како смрт, сакам да кажам дека незиното заминување на некое друго место ни остави на нас сите
кој што ја познававме обврска, значи за да продолжи незината мисија. Јас и ден денеска очекувам така некако, например, од некаде да се појави, затоа што не го чувствувам незиното отсуство, бидејќи девојките, посебно незината сестра, значи го продолжи брендот Powerhouse, значи продолжи да постои, девојките кои што доаѓаа на вежбање продолжија, се креираа нови генерации, имаше да речеме тогаш кога јас вежбав, имаше да речеме мајка и ќерка доаѓа, ќеркичката беше 10 години. Сега веќе ќеркичката е возрастна, па она доаѓа, па се омажила, па ја носи сопствената ќеркичка. Така. Значи тоа се многу убави, тоа се генерацијски, значи убави приказни, да. На колку на некој начин со тоа што го споделуваш на Инстаграм, успеваш да ги мотивираш дамите да се нафатат дали ќе вежбаат, дали ќе трчат на ке, дали ќе возат ученици, дали ќе го пишуваат. Да, ние жените како жени имаме неколку критични точки. Тоа се овие овдека свадбаркиве, генерално внатрешниот дел од нозете и овдека гумата за пливање. Значи тие се трите основни. Зашто си толку сурова? Ама само вака ќе ги натераш. Ама да вежбаат. Јас така се доживувам, значи тоа сите ние го имаме жените и нема потреба, значи колку по јасно и конкретно ги кажуваме работите со вистинско име, само тогаш ќе се најде решение. А ние па малце како си се так, да. Не, кажи го директно со вистинското име. Полицата си малку разубав. Да не бидеме толку. И значи свадбарките. Така се викаат свадбарки или ги има она поздравот на кралицата се вика затоа што кралицата не се докажа до крај. Те прекинав. И видов дека тие се оние вежби кои што ги сакаат, ги пронајдов, видов, значи прво на себе пробав, нели, дека функционираат, окей, добро, ајде почнувам. И по 10 минути, затоа што е многу тешко на човек да му речеш 45 минути ќе вежбаш. Не, имаш 5 минути, ајде да извежбаме. Значи тоа е тоа со кратки цели, многу побрзо ќе стигнеш до онаа големата цел, отколку ако јас сега си поставам една цел, да кажам ја морам да имам стомашни за месец дена. Не можеш да имаш стомашни за месец дена, значи треба душата да се извадиш. Ајде полека. Ќе видам, прво ќе си го стиснам струкот, ќе направам тоа. Значи мали цели за голема реализација на плановите. Сакам прво да те прашам кога се реши за вегански начин на исхрана и зошто? Ајде вака. Значи за нас што не сме вегани, да ни објасниш како да се биде веган. Прво веган да се биде, може да се биде од неколку причини. За жал во последно време тоа е заради следење на трендови и заради максимално промовирање на заштитата на животните и не знам да се биде animal friendly и така натаму. Јас не сум поборник на тоа. Моите дома се храна, значи по традиционален македонски начин на исхрана, односно македонската кујна, и јас секогаш сум за тоа дека треба да се јаде месо. А во однос на мојот начин на исхрана, веганството ми е исклучиво заради здравствен проблем. Значи јас ми пронајдоа алергии, но и интолеранција на храна на животинскиот протеин и врз основа на тоа јас таа храна не можам да ја консумирам заради тоа што имам буквално отекувам или повраќам, значи имам симптоми и реакции кои што воопшто не се пријатни. Добро, кога прв пат се соочи со? Пред 17 години, да. Како примети всушност дека со отекување. Со отекување, и сега кога гледам јас фотографиите наназад, јас стално се зезам, нели, пошто сум од Каменица, викале гледи го девојче од дебелко, од Каменица бубрежа, нели? А во суштина сум била отечена затоа што ми се гледа на капаците, да, значи не сум била дебелка, туку отечена, нели, заради задршка на тетности. Така приметив, значи едно сабајле кога се разбудив, буквално панталоните кои што сум ги носела вечерта, јас не можев да ги облечам. Да. Така да тоа е и све дознав на потешкиот начин. Па поради тоа што пази пред 16-17 години не постоеа вакви информации дека може да се биде некој алергичен. Па ми викаат ти си умишљаш, правевме ни алерго тестови, значи буквално ми се направи вака, ми се подуја, нели, па беше дека сум хиперсензитивна. Направивме еден куп испитувања, на крајот дојдовме до заклучок дека најдобро е да ги избегнувам сите тие производи кои што ми влијаат лошо. И се живее, еве ме. И сега како го прифати тоа? Јас те прекинав, рече радо би претпоставам да јадам месо или радо би дечки јајка, шкавалци и сиренце и јогурче. Понекогаш сонувам дека јадам и бурек. Да, многу е вкусно. Бурек не? Па не е тоа. Не може дека гледам дека палачинки од овој справа. Не знам како. Ама не е истото чувство, значи сакам и пица, сакам и сиренце, на пример некоја пита со сирен. Милина. За крај нешто конкретно, емисија која што со која што повторно ќе се вратиш од ноември? Да. Па да, октомври, ноември подготовките траат, значи сега. Прво ќе те прашам со Ребека дали сте нагодивте околу значи вака. Нешто конкретно,
генерално емисијата го доби тоа име заради тоа што сите зборуваат дека нема ништо конкретно за гледање на телевизија, во тој случај нудиме нешто конкретно за гледање. Од друга страна разговараме на теми кои што сите ние си ги разговараме по дома, меѓутоа никогаш јавно и никогаш јасно, конкретно и директно. И ги доживуваме познатите ликови и јавните фаци, значи ги доживуваме сосема поинаку затоа што разговараме на друга тема, од типот има ли вистински мажи во Македонија. Тоа никој не го прашал Стојанче Ангелов, на пример, еве, во конкретниот случај го прашав, нели? И заврши Стојанче Ангелов па сите можни портали. Заврши, да, шиеше копче за да каже дека научил во војска да шие. Прашувавме треба ли да се врати воениот рок за да има вистински мажи во Македонија. Тоа беше дали какви жени сакаат мажите и тоа имавме прашања. Значи, дали мора да се биде во брак, односно да си регистриран во црква за да бракот ти трае. Па го имавме, го знаеме ние сите брко од матична, да. Да, тој и од, знаете што рече, вика, окей, добро, ма ја не сум венчан во црква. Значи, а не е венчан во црква чисто заради тоа што тогаш такво било уредувањето, не се венчавале во црква. Не, тој би, кога се закажува венчав, ќе викаше најдобре се го задржиш твоето презиме, ама машти нема да ти даде. Тогаш беше многу посол време на мајде. Во емисијата вака вика. Значи кога се подпишуваат, вика, кај мене, ја вика сега има број 1 и број 2. И сега број 1 е нели млада жена, број 2 е невеста. Ти вика, ја викам невесто. Ај тука подпиши се на број 2 и невестава вика, зашто на број 2, што е ова? Не се кири, ти подпиши се тука на број 2, број 1 ќе бидеш дома и она вика таква целата стрикна подпише и викам прва ќе чистиш, прва ќе готвиш, све ќе правиш прво. Така да тоа се многу интересни моменти кои што значи ги добиваме во самата емисија, а што се однесува до авторските права, значи изненадена сум од широкоградоста, првенствено значи на Игор Џамбазов, заради тоа што негови се стиховите, на Гаро Тавитјан, чисто е аранжманот, значи од неговата широкоградост и она само што му пишав рече нема никаков проблем, истото беше и со Игор Џамбазов. Ребека рече да, моја е песната, јас ја изведувам, со Ребека се знам и пријатно, меѓутоа те замолувам, праши ги, значи Игор Џамбазов, значи веднаш. Јас не сум наишла на таков брз одговор од никого. Значи на Игор Џамбазов само нема проблем, вика. Супер, нека ти е со среќа. Освен вика оние што се законски дека мораш да подпишеш, ништо друго, немаш никакви обврски. Ќе ми биде многу драго, слободно терај. Значи таква една буквално ветар во грб ми дадоа. Значи дури да сакам да се откажам дека нема да го реализирам продуктов, сега веќе е невозможно. И стиковите се така прекрасни, така убави и точно ја долавуваат суштината на самата емисија. Многу сум им благодарна. И продолжуваме да си ја пееме, а кога сконтав дека од 2001 таму, кога стварно многу години е таа, меѓутоа и ден денеска држи вода. Снежа, ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер и ти посакувам многу успешна сезона.